Добре дојде во студио за Андре Жерновски, градоначалник на Центар. Благодарам на поканата. Благодарам што дојдовте. Разговараме, ова интервју го правиме веднаш по референдумот за ГТЦ. Вие сте цел, мета на напади, критики, но и одобрувања и аплаузи. Некои бараат од вас оставка, вие се смеете на тоа, но ќе треба да објасните. Дали сте задоволен од референдумот? Не се смеам на оставките, се смеам на барањето. На целта на напади и пофалби, го прифаќам тоа, нормално е, но треба да разбереме што е референдум. Референдум изјаснување на граѓани по одредено прашање и поистоветувањето со избори не држи. Јас одбегнав од самиот почеток, уште кога држевме промотивната пресконференција, кажав дека нема ГЦ да дозволам да се исполитизира и останам докрај и никој овие гласови не ги преведувам во политички аспекти, иако ќе упадам се има политички аспекти, се морате да ставите во политички контекст. Го ставам во политички аспект, подоцна во емисијата од она зошто ВМРО да помене молчи и како ги знаат многу добро во нивните штабови што значи овој резултат. Но прашавте дали е успех. Успех е што имаше референдум, овој првиот референдум не во нашата општина, во нашиот град. Ова е нешто што допрва станува тема на разговор, нешто што допрва треба да се случи кај нас. Помеѓу другото, имавме првично искуство како се гласа на референдум, многумина смета, што со генерации гласат на локални председателски парламентарни избори, не знае каде да гласат, луѓето прашува дали се гласа на площад, дали се гласа во општинен центар, а се гласа на места кои што нели се гласа обично за избори. Само да кажам, тоа немање на искуство придонесе да се одрази на резултатот, но почна да се дискутира за референдум и она што е многу битно и мора да биде, тоа е следниот чекор од аспект на референдуми, да се намали цензусот, да дојде на едно нормално ниво. Сите средби што ги имав со амбасадорите ми беше укажано дека во нивните земји е 30-40%. Тоа е веќе еден цензус кој што овозможува, значи референдумот, цензусот треба да ги покани граѓаните, гласачите да излезат, а не да ги одврати така натаму. Така. Ајде да одиме по ред. Вие бевте дел од политичките актери кои ги бойкотираа изборите. Токму заради... Мислите на кои избори ги бойкотиравме? Председателските и парламентарните лани. Добро. Да. Токму заради злоупотребите на власта, како што образложивте, фалсификување на избори, неисчистен избирачки список, манипулации од секаков тип, притисоци и уцени и така натаму. Сепак влегувате во референдум со ист избирачки список, со истите методи со кои се служала таа власт, и таа власт всушност и од минатата година е иста. И избирачки список ист. Да. Сакам да открием една, не е тајна, тоа може внимателно да се забележи во медиумите, беше донесена конечна одлука ГТЦ да се започне. И веќе има реакција ден после референдумот дека тоа е точно. Беше крајно време, 5, не до 12, 5 минути после 12 да се направи референдум. Без оглед, затоа што проценките би покажале дека ќе доживеете дебакл. Не, 50% е висок цензус, особено на нашите избирачи, нашиот општински. Тогаш зошто воопшто се оди на референдум? Мораше прашање. референдум, јас сум должен да го спроведам она што го бараат граѓаните. Во секој буџет, и војниот, и во тој после ќе ставам ставка за референдум. Кој ќе биде прашањето, одлучуваат оние кои што го покренуваат. Го покрена архитектите, Асоциацијата на архитекти поддржана со над 20 невладини организации. Ова е прв пат невладините организации да влезат и они го тера референдум на едно исклучително високо ниво. Верувајте, може не е убаво умесно да ги соопштам имињата на амбасадорите. Една амбасадорка ми каже дека ваква кампања демократска, културна, може да поздравите и во нивните земји. Но што сам да кажам? До тогаш во ВМРО во владата кружеше информации дека нема ни 1000 луѓе што го бранат ГТЦ. Тоа се нешто или ние што го гушкаме и така, тоа ми дека се седо на тоа. Сега се близу 18.000 гласови. Би било навистина суицидно и еден премиер како што е Груевски да се осуди сега да влезе во ГТЦ. Јас да сум на негово место би направил еден потек што ќе го познаат сите, дури и јас кој што сум толку против него. Тој треба да излезе да каже немаше 50%,
Но овие се 40% и овие 18 гласови, јас ги прифаќам како јасен став, особено што 90, не 95 реков на пресконференција, 98% излегува од тие за. Го прифаќам како факт и нема да го пипнам детаца. Така треба да изреагира. Пак не можам да ве разберам. Зошто велите Асоциацијата на архитектите, тоа е факт, и невладините организации се иницијатори на овој референдум? Вие бевте, слушајќи го нивниот глас, гласот на граѓаните, на народот. Тоа е моја должност и тој ќе го секогаш. Да, но не можете ли да им укажете дека референдумот ќе доживее дебакал, токму поради високиот цензус за кој говорите, поради злоупотребите? Поради списоците, очекувавме и лифтови, знаевме ќе се случи исклучување. Да. Значи, нивното барање, легитимно, апсолутно конструктивно, започна некаде од август месец. За да морам да им објаснам дека ние мора да имаме ставка во буџетот за организирање на еден референдум. По патем, дозволете да искористам 10 секунди од оваа емисија да објаснам или да ги дезинформирам гласините дека референдумот Жерновски подошол 3 милиони евра, 3 милиони денари. Во превод по евро колку е тоа? 50.000, нема ни толку, близу биќе од 2,5 до 3 милиони денари. Толку чини, не 3 милиони евра, во милиони евра други резонираат, не ние. И така натаму. Тогаш им објаснив дека мора да биде во буџет, го стај во буџетот, го сокрив на некој начин за да гласат и советници од ВМРО да помене, за да направиме еден референдум кој што можеби во момент сите не можеме да разберем. Исклучително битен од аспект на демократија. Многу ми е драго што еден истакнат медиумски лик кажа дека преку овој референдум го осетил, ќе цитирам, мирисот на демократија. Тоа е демократија. Консултирајте ги, прашајте ги граѓаните за тоа како да ги трошат парите. Ова е само еден, не верувам дека тоа е не знам колку големо, но е почеток на нешто што ќе се случи. В Германија има, реков, 200 референдуми и ние треба полека да одиме барем годишно по 1-2. И оно што го зборувавме, би сакал да го предложам, нешто зборувавме пред емисија. Да. Ако во Германија има 200 референдуми, јасно ставам дека нема 200 гласања. Тоа значи, бијќи кај нас не е лимитирано, што значи дозволено во законот, да имаме еден референдум, да кажеме во пролет како сега или на есен уште еден, тогаш да се разгледуваат повеќе прашања. Значи, како граѓан, јас разгледам 1, 2, 3 прашања и гласам за повеќе прашања, тогаш наистина ќе почувствуваме демократијата. Зошто тоа не беше сега случај? Кога попушти втор пат подпорен зид на Водно, предложив, размислав гласно и предложив, се собравме да организираме и второ прашање, но веќе беше донесена одлука на совет, требаше уште една седница, па да го прилепиме тоа, мислам, се плашев, да би мислам, ќе создам некаква забуна, но референдум за Водно мора да има кај нас. Велите, не се залудно потрошени парите, оние 50.000 евра. Демократијата нема цена, ние мораме да создадеме навика. Никој не ги праша граѓаните за Скопје 2014. Тие што критикуваат, кој ги праша кога го правеа 500 милион, половина милиарди евра по тоа што ги праша некои граѓаните? Не. Не се залудно потрошени пари, се едно што референдумот пропадна и што бевте свесни дека ќе пропадне. Не, никош не гледам дека сум свесен ќе пропадне. Јас очекувам, секој сум оптимистички. Политички не сте неискусен. Не можам, затоа јас него ставам ова во политички води, иако ќе кажам на крај што резултат ќе значи се за ВМРО да помене, бидејќи гледам дека прозиваат бројката, но ако може после ќе се вратиме на тоа. Не може да биде референдум неуспешен. Да, за жал, не доевме до 50%. Меѓутоа, пораката за ГТЦ е пратена најсилно до сега. И ГТЦ освои подобар резултат од сите политички партии, од сите избори назад во историјата на општина Центар. Тој резултат мора да се почитува. Околу прашањето, како беше поставено прашањето? Имаше разни дебати, особено на Facebook, легитимно, социјална мрежа која стана, може слободно да се каже, медиум во паралелен медиум, да. Да. Прашањето беше навистина нејасно. Добре. Сите граѓани, еден дел од дебатите беа дека сите граѓани не се доволно едуцирани. Не го знаат зборот автентично. Добре. Но ако беше ставен, ова е мој коментар, но ако беше ставен употребен зборот барок, дали треба да се барокизира, да биде направена барокна фасада на ГТЦ, многу од архитектите или историчарите на уметност ќе ви кажат во Скопје немате барок. Станува збор за некој сосема друг стил.
Сепак, прашањето беше ли нејасно? Кои се вашите сознанија? Всушност најмногу време потрошивме на прашањето. Прашањето треба да е јасно и едноставно, особено што според законот се гласа со за и против. Првичниот прес кој што го одржавме заедно со Асоциацијата на архитектите во КТЦ, кога кажавме, која ја подрив одлуката што ја доставив до Советот, беше дали се задржување на сегашниот изглед. Потоа ја прифатив критиката дека сегашниот изглед значи овој што е сега, што и мене не ми се допаѓа од аспект на уреденост, тој треба да доживее, да се уреди. Меѓутоа, затоа го ставивме автентично. Сега. И таа критика ја примам дека во принцип треба да се избегнуваат зборови што нели барат дополнително објаснување. Меѓутоа, јасно е според, ако 98% гласале за, тоа е нешто што го нема ниво западните демократи. Пак велам, многу ми е драго што се одржа референдум во центар и продолжувам и понатаму да го намалиме цензот, бидејќи убаво беше констатирано вече од невладинот сектор. Ако за претседателските избори го намаливме на 40%, што останува за еден референдум? Референдумот мора да е со таков цензус да, како што кажав, не потикне како граѓани да излеземе, а не да не држи дома. Ново е од претходниот систем кога се било дозволено, само не некој друг освен власта да каже нешто да се освободи. Знаевте дека ќе бојкотираат владеачката партија ВМРО-ДПМН, имаше некакви документи кои циркулираа. Да, и вие со право прашувате, па добро, и вие некојаш бојкотиравте. Точно, јас и на почетокот реков, едно е бојкотирање, легитимен е став да се бојкотира референдум, во смисол не излегуваме. Вие можете на избори да го кажете тоа. Она што замолив, бидејќи знаеме со кого имаме работа, е да не се обструира. Притисокот врз јавната администрација беше страшен. За време на избори тие збориме за трите круга, па потоа за претседателските и први втор кога беа заедно со водените парламентарни избори. Ти не може докаде да го контролираат гласачкото тело кој што работи во јавната администрација затоа што они им кажуваат гласите за ВМРО. Они излегуваат и не гласа сите за ВМРО да помне. Овој пат беше јасно дека со самото излегување тој се доведо во ситуација да во опасност. Па да, они им рекоа вие нема да работите повеќе, че лета што работа, нели, во дивен стил. За жал, тоа беше пресудно, меѓутоа со еден реален список, не зборам само за пустец, туку многу мина што се одселени, што не живеат во центар, јас сум крајно убеден, тврдам дека ние имаме над 50%, но и оваа порака е повеќе од јасна. А највисокиот резултат во историјата на центар кажува една работа. Слушам 40 за, 60 автоматски биле против, не е точно. Максимален број на гласачи што излегле досега во центар, значи најголемиот, еве да го земеме најголемиот е 76. Сите да ги ставиме, значи останати да гласаат за барокот, еве не да кажем за ВМРО-ДПМН, но нели тоа е идеологијата преку на ВМРО-ДПМН, ќе беше 40 према 26. Нема да употребам имиња, но вечерта ми се јавија прилично видни луѓе од ВМРО-ДПМН кои што честита на резултатот. Да имаше тогаш избори, резултатот ќе беше речиси дупло поголем во однос на, ајде да не кажам опозицијата, туку оние кои што се против оваа политика, но пак ќе одбегнам да влезам во замките на политиката. Добро. Сепак може да се заклучи дека сте знаеле дека ќе бидат бојкотиран референдумот, сте знаеле дека ќе има злоупотреби, непрочистен списокот и практично овие 50.000 евра за кои говорите, велите не се залудно потрошени пари, но се за еден тип вид на вежба на демократија кај граѓаните. Треба да се биде по конкретен и по-оптимистички да се гледа. Не можам ја да знам дали ќе бојкотират и дали ќе знам колкав ќе биде. Можам да го претпоставам. Но ова што се случи кај нас, нешто што досега го немало и од друга страна јас очекував да излезат повеќе луѓе, кажува дека беше повеќе од потребен референдум. Допрва, нека помине време, што велат постарите сме живи здрави, ќе сваќаме тежината на овој чин. Имавте ли кампања вие како градоначалник на центар? Една од критиките беше дека недоволна била таа кампања, дека сте требале да одите од врата на врата, да им ги предочите сите предности за референдумот и така натаму. Тоа е еден од факторите зашто уште повеќе значат овие 40%. Ние немавме средства, ниту отидовме, невладниот сектор нема такви средства да направи кампања која што ќе биде бомбардирана на Сител, на Алфа, на Канал 5 или на продуктите, медиумите на МПМ и така натаму. Ние одевме. Но вие имате пари, не можевте вашите пари да ги потрошите? Не, општина Центар во овој случај како референдум ја игра улогата на Државна изборна комисија. Она го организира и го плаќа референдумот. Она не сме да влезе недозволив
Центар да влезе во за и против. Центар велеше, како и државни изборни комисија, излезете, искористите своето право, прв референдум и така. Вие сте прв татко на граѓаните во Центар. Никаде, како градоначалник, не зборував за и против, реков излезете. Мојот приватен став, односно на барокот е повеќе од јасен, но за средба со граѓани имав секој ден, последната недела, 2 ден, одев од врата на врата, не се лутам на критиките. Кога би се лутал на критиките, би бил искаков како ние против кои што се борам на политички план. Да. Еве, веќе ја спомнав оставката, една од најсилните, најгласните беше на мојот колега Зоран Димитровски од Фокус, кој вели дека побрал оставка од вас зашто смета дека политичарите мора да сносат морална и политичка одговорност за своите неуспеси. Точно е тоа дека се согласувам апсолутно со Жоро дека треба да се сносат одговорности. Меѓутоа, ова не беа избори уште еднаш. Ме чуди како не сакаме да ги разбереме, да го разбереме референдумот. Референдумот е изјаснување на граѓани по едно прашање. Дури референдумот не го покренува ни градоначалникот. Два момента се оние кои што го потикнуваат референдумот. Еден е да се соберат потписи, меѓутоа тој е исклучително висок, бидејќи исто како и со 50%, второто е да донесе советот одлука. Така што како што и да успееше со 60% референдумот, немаше јас го препишам тој успех, ќе им честитав на невладинот сектор. И сега им честитам затоа што максимално влегува, а кампања направија со оние ресурси што ги има и во оној домен кај што може да се рекламираат во медиумите, односно на порталите, кампања која што верувајте е навистина прекрасна. Да не зборам за манифестациите околу ГТС и така. Тој сектор се проводи, е многу битно. Излегува луѓе кои што не излегуваат на избори и во оваа ситуација, особено после бомбите, кога сваќаме дополнително влегуваме во една дупка која што се налекува неверување на системот, овој начин на изјаснување на учество на граѓани ја враќа до вербата што е нарушена сега во огромна мера, се разбира. Добро, и околу тогаш еден од вашите потези кои би следеле е барање тој цензус да се намали. Мора да се намали, немаме ни зашто да има, нема потреба да имаме повисок цензус од западноевропските земји, да имаме цензус кој што ќе овозможи, со кој навистина граѓаните ќе почувствуваат дека можат да исправат одлука погрешна, секогаш го употребав терминот на властите. Не мислам само на централната власт, овој пат зборуваме за грешна одлука на централната власт. Утре може на Андреј Жирновски или некој советник или некој друг началник од друга општина да му текне на вистина некоја многу лош проект. Како граѓанин ќе си посегнам по референдумот, ќе кажам не, стоп и готово. Тоа е изборното право мое како граѓанин. Ајде околу списокот, уште околу тоа. Вие сте свесни дека е непрочистен тој список. Што велат вашите анализи? Колку граѓани, кажавте дека многу од нив се иселени, многу има кои низ градите живеат студенти, многу има запишани отпустаци. Што вели реалната бројка? Колку луѓе живеат во Центар? Мислам дека близу 22-23% воопшто ги нема, тие се на списокот, меѓутоа воопшто не живеат на Центар. На страна Пустец, кој што е огромна бројка. Прочистување на списокот, кој што треба да се случи дефинитивно, сега кога зборуваме веќе за парламентарни избори, така натаму, кој што мора да се случи во Македонија, е нешто што треба да биде императив, дури да не се лажеме, пописот мора да се случи во Република Македонија ако сакаме да дојдеме до такви избори. Што ќе бидат и уарни. Доколку остане оваа власт, зашто не верувам дека верувате дека тоа би се случило, но сепак би организирале ли повторно референдум? Може би ќе звучи многу дрско од моја страна, но со ваков список, дури со Пустец, ако биде намален на потребните, необходните 40%, би организирали и би успеале сигурно. Значи, клучен е цензусот, сметате, а не непрочистениот список. Ние можеме председател на цела држава да избереме со 50%, камоли во една општина, и ќе се случи тоа. Може би не од оваа власт. Но после пораките вчера што ги прочитав од германската амбасадорка, за мене е прашање кога ќе се заменат, не дали. Како? Како господин Жирновски би се заминале? Како Груевски би се согласил на оставка? До сега покажа дека нема волја за таков потек. Груевски денеска на вашата емисија би се согласил да се замене, доколку некој му подпише амнестија. Тврдам, денеска, за 5 минути ги се замене. Не се борат они за уште еден мандат.
тие се борат главата да ја спасат, бидејќи со обвинување крајно сериозни, и во меѓувреме се борат како парите да ги стават на сигурно место. Не може ли никој да ги спречи во ставањето на пари на сигурно место? Трагот на парите може многу лесно да се најде. Трагот на парите ќе се најдат, бидејќи на многу посериозни фигури на светската сцена им наоѓаат, а дали ќе бидат спречени, еве да видиме пролетта што ќе донесе. Околу оставката, прво од американскиот, еден од американскиот заменик, помошник државен секретар. Тоа беше прв пат кога беше побарана оставка и не само од Груевски, туку од функционерите кои партиципираат во оваа власт. Вториот повик е вчера од германската амбасадорка. Смитате дека заради тоа што рековте тие сега Груевски и неговиот тим играат на карта амнестија. Смитате ли дека постојат некакви преговори со странците околу тоа? Убеден. Околу тоа прашање. Не мислам, туку сум убеден дека постојат. Имате информации или тоа ви говори вашиот политички логиката политичка? Не само логиката, туку и известни информации. Добро. И тоа се случува во центарот на европската политика. Градот кој што ние многу добро знаеме на кој град се мисли. Особено беше битна пораката од германската амбасадорка, бидејќи наназад 9 години со право ВМРО ДПМНЕ ја користеше таа поддршка од СДУ, па кажуваен ли секаде Меркел стои позади нас, и беше тоа до неодамна така. Сега, главниот патрон на ВМРО ДПМНЕ, ментор, кој што може да се ментор, нарече. уште повеќе така подобар за политички ментор, кој што дури ги водеше во многу процеси, сега им порачува дека не само дека ќе заминат, туку и тоа што нив најмногу изгрижува, ќе одговара. И ќе одговара и овие, и секој идни политичари, идна власт која што ќе краде. Велите заради тоа што велите имам информации дека има во текст некакви преговори за амнестија. Велите дека странците практично му го завртуваат грбот на Груевски. Странците му го завртуваат грбот не на Груевски, му го завртуваат грбот на премиерот кој што воведува тоталитаризам во една држава, на премиер кој што кога ги слушаат снимките им станува јасно дека е корумпиран премиер. Значи го поддржува до оден период кога смета дека е демократ, дека сака да работи на евроатлантските ингеренции, дека има реформи во економијата и така натаму. Сега станува јасно каков карактер, политички карактер да зборуваме, не само приватен. Иако околу шамарите зборуваме и за приватен карактер е Груевски и ќе се замине. Како? На овој или на оној начин. Кој тоа овој или оној начин? Без да ги, вие предпоставам не сакате да ги откриете сите чекори и потези кои допрва ќе ги прави опозицијата. Како што звучи он или луѓето околу него. Овој и оној начин се мисли на еден мирен начин кој што најмногу ја одговара на Македонија и еден начин кој што ќе донесе веројатно посериозна или посериозно ескалирање на состојбата, зборам од аспект на собири на граѓани, но одговорноста е веќе негова затоа што е јасно што правел и што правел луѓето околу него. Еве, нека биде и апел, на вистина најдобро намерен, да се вразумат и да на еден мирен, достоинствен начин се заминат. Подобро за нив и што е најважно, подобро за државата. На кој начин знаеме дека се подготвува голем митинг на опозицијата? На кој начин потоа ќе биде натеран Груевски да се замине? Што ќе се случи ден после големиот митинг на опозицијата? Не сакам да се представам како фактор плюс во целата работа, сепак тоа е прашање кој што ќе мора да го поставите на главниот играч или главните актери на оваа политичка сцена. Добро, но вие сте здружена опозиција. Ги знам информациите, но апсолутно ги стојам и ги поддржам и така нормално. Меѓутоа, не ги знам сите сценарија. Она што го посакам е да видам јасно изразена волја на граѓани. Граѓани кои што кај нас знаеме дека се мирни, граѓани кои што сакаат мирно да се заврши разврската, но доколку немаме конкретна акција од владата, а продолжи ова провоцирање
од нивна страна преку игнорирање на дознавање на вистината, тогаш тие мирни протести може да се претворат логички, не е преку некоја команда и така натаму, во протести кои што сме ги гледале во соседството. На кое соседство мислите? Северно. Говорите за Србија, претпоставувам. Да. Можно ли е драматично крваво сценарио? Не сакам да верувам во крвав сценарио, но пак велам, веќе одговорноста не е кај опозицијата. Опозицијата предложи мерки, ако тие не сакат да бидат прифатени, еве меѓународната заедница за која што пак велам, ако не се вмеша, ќе биде полошо. Не ми е драго што како земја бараме интервенција од надвор, тоа не би смело си го дозволиме како земја кандидат за полноправно членство на НАТО, на Европска унија, не доликува. Но сите фрагилни демократи мора да се потпрат конечно на позрелите. Па еве, дури нели они имаат нивни членови, па мора да интервенираат, така да еве и тоа дека би долеснителна околност. Јас се уште се надевам дека може да има мирна разласка. Ако нема, тоа ќе биде одговорност на Груевски. Благодарам што бевте. Благодарам на поканата.